Некој мисли да е лесен, али се земеш да е малку подлабоко. Кога ќе почнеш да работиш, првиот пат мисли да мислиме да е лесен, ама после тоа од тежок по тежок иде. Не е само да возиме, на патот све и свашта има. Тежок пут е, по зимни времења, магла, снег, густ саобраќај, на време не е чистен, не е фрлено сол. Тие се тие лоши страни на шоферот, што треба да бидеш опрезен. Израсна сум во Девар Мало, на Орце Николов, на 8 март улица. Меѓу Илинденски и Орце Николов тука минеа голем саобраќај. Као дете провоѓав, гледав лимузини, гледав камиони мали, теретни, гледам и големи камиони минат. Ја мислам овие чичковци кај одат, што прават со овие камиони. Така да као дете немало кој да ми каже што е тоа шофер и што ќе биде понатака од мене. Со осмолетката, па со завршување на механичар, јас доби више во себе као едно искуство и желба ми беше да станам, возач, да мислам да прочитам малку како низ Југославија, така и до негде во странство. Почнав да работам на тешко возило 75-та година во Вардар, сега неше Мактранс. Првиот мајстор ми беше Николовски Сречко. Работев известно време, едно 3 месеца, прв пат на Сканија. А вториот мајстор ми беше Ристов Димитар, што 3-4 години работев со него на 110-ка Сканија. Првен возевме низ Југославија. Пошто немавме ние толков капацитет меѓународен транспорт, вршевме внатрешен. Али со нашата комерција, по известно време добивавме и понуди и тогаш за Германија, у некои тури, исто со Ристо Димитар имаме и за Германија одено, имаме и за Италија одено, и за Франција. Али почнаме да работиме 75-та година за Блиски Исток. Не само мојата работна организација, почна цела Југославија да работи за Блиски Исток. Тога ни се понудија на сите тури, како на ИТШ Вардар, така и на Мактранс сегашен, така и на другите републики. Првата тура ни беше со Ристов Димитар, Скопје, Италија, истоваравме, од Италија заминавме за Франција, од Франција товаравме за Техеран, пошто прва тура ни беше, ние малку не да се плашевме, али до Бугарија, до Турција сме оделе, па знаеме патот како е, али со други колеги ни возиме, застануваме на паркинг, али тога немаше тирови паркинг пласови кој сега што има. Тога имаше паркинг пласови, на пумпа ќе застанеме, така да не бевме сигурни на тие плацови толку. Као сега. Сега на тир паркинг плац паркираме, плачаме таму турски лири колку кошта, 10.000 или 5.000, зависи од кој тир паркинг плац. Тука сме и заштитена роба, и заштитена кола, и заштитени ние од секакво нешто. Тука не чува стража има, и сега има тир контроли, у Турска мора да има тир контроли. И порано имаше тир контроли, али сега појачани се.
тия добиваме ние кога ќе влеземе бугарска-турска граница, посебна пашош. Порано на тој документ турски пашош го имавме и слики имавме. Сега не ставаме слики. Наку без слика, ја и колегата, не можеме да заминеме во Турска со тој пашош. На секој 200 до 300 км ние имавме тир контроли кои ќе застанеме до обавезно таа тир контрола, ќе ни заведат во книга и печат ќе ни удрат, така да и ќе продолжиме ние по патот. Тоа беше тешко. И мислев дека е шоферскиот занает лесен и дека само ќе шетам. Не е тоа точно, тој живот на тркава е многу тежок. Ќе е вечераме, па ќе возиме уште малку до Славонски Брод. Славонски Брод? Да. Во Славонски Брод ќе спиеме таму. И после? Утре здравие ќе станеме, ќе возиме до граница, од граница ќе пројдеме Австрија, Југославија, Австрија доваѓаме. До град ќе возиме, ќе се пријавиме таму, кога ќе имаме воз, како ќе имаме, ќе видиме таму. Другше не можеме. Полека. Полека, никој не брака, ја видат како од кола се оде се тумбаше долу. И тоа е све вручо и уморно времето е. Не можеме повише. Греат гумите на колите. Температурата е голема и мора да ги вадиме помалку. И да се одмараме. Јер пауза треба да правиме. Сигурно. Сега ќе вечераме и ручок и вечера. Ќе одмориме малку. Да, одмараме, кафе ќе пиеме и ќе продолжиме. Чекај малку, отвори тенџерето. Ќе не снимате тој Зелски. Тај е добро, најдов, све најдов. Две има таму. Лукче може ли? Може све. Све што треба може. Да земам од кај мене? Може. Земи од другата кола. Ова е наша куќа путувајќи. Еве ти водичка. Водичка земали, браво. Ова ти е живот на точкови. И тоа скопска вода. Скопска вода ли е, браво. Така. А зетинче малку за салатава да донесеш? А зошто не ја кажеш? Епа ја заборавив. Еве ти зејтунче. Пипер пчелудо стави ли? Стави све, стави. Ајде малку. Стави. Evo, može više jedan patižan. Еле, воа има мејлем да види. Уште jedan patižan може да види, а? Може. Те си ме. Видиш ка. Отор, да. Тоа ги Југославија. Ева, кој друг? Не е малку веќе. Години многу. 15 години еве све вакасне. Така што по Европа, по Азија, по Блиски Исток, по Белгија, Холандија. Денеска сме тук, утре не сме. Треба да пазиш многу. Еден мал хикс, голема штета, аварија, возило, така да можеш и живот да изгубиш од една мала пажна. Мора километражата со времето да ограничуваш. Ако е магла, мораш полека да возиш. Ако е сонце, тоа нема проблеми. Али ипак па греат гумите, па не е една страна, не знаеш која страна да ја земеш. Зимно време е ладно, летно време е вручина.
До сега никаква глупост немам ни во Југославија, ни во Европа, ни во Азија. Благодарение на моите и пријатели, колеги, и ко млад возач, на млади години што земав тешко возило да возам, по разговори, по слушање што значи волан, што значи брзи вожни, што значи алкохол, што значи непажни. Еден мал хикс кошта живот, и како мојот живот, така и на другиот. Разликата е многу голема меѓу путничко возило, jer сега на ова денешно време секој друг треќи гражданин вози путничко коло. И секој мисли да сите знаеме. Не е тоа. Никој на волан не може да рече јас знам и јас сум сигурен. Тоа сум јас првиот, повеќе себе, иако сум 20 кусур години со волан, што сум ја поминал Југославија уздржу попреку, и Азија, како Техеран, така Кувајт, Багдад, Турска, Бугарија, Русија, па и дел Италија, до Сицилија доле. Не е исти саобраќај во Југославија. Во Југославија си малку и послободен, али кој ќе поминеш, например, во Турска, од Истанбул више надоле, Анкара, па до Андана. Ако одиме за Багдад до Адана, пак од Адана натака е више Пустелија, кој во Турска и големи снегови нафаќаат. Ако одиме зимно време за Техеран, нас ни требат по 3 параланци, па едва и да се вратиме со тие 3 параланци здрави. Све ќе искинеме, док се качиме преку. Прво надавме на Такир планината и на Зара. Таму не беше ни асфалтиран патот. Можам да речам и летно време, ако заврне еден дожд на Такир планината, пошто не беше ни асфалтиран тој пат, макар да беше, пошто и не можеше да се асфалтира. Таму ланци испреставале и на сонце. Дош ако заварни и сонце ќе огре и ние мораме ланци да ставиме па да се качиме на Такир планината и да спуштиме. Опасности има многу големи и не напаѓале. Мене до душа не ме нападнал никој до сега, али ноќе е опасно да се вози таму. Со колегата Јовановски Варнава бевме ние за Багдад и на враќањето назад на местото Силопи. Кога ме нападна колегата Варнава трчаше целноќ по документи, дока 1 сат и 12. И меѓу време му викам јас на него да легне он да одмори, а ја до селото Силопи да стасам 30 километра. И наводно имаше на угорница така 18%. Колеги вега знаат сите кај се наоѓа тоа место. И меѓу тим искача по 20 војници од страна и еден напрем искочи со пушка. И ја морав да застанам. И му викам на колегата, стани колега, викам оти ќе не оплачка. Дор стана колегата, новчаник у мене ми беше у кабина ставен на шкафчето и му упали светло и он се фати за новчаникот. Не можеше да земе, јас го зедов. Меѓу време го ставив тука во джеп. Али кога ме savlada двајцето од кај волнот ме стимна долу и ме легна долу. И меѓу тим раката ја пикна тука во джеп ми зеде новчаникот. А во другиот джеп имав тоалет папир, он сматраше дека са пари и тија и ми ги зеде парите. А пушката со цевката ми ја стави на главата и ме стапна на врато тука. Да не можам да... Меѓу тим најде еден шофер бугарин. И кога видеа уни светло дека иде од позади, избега четворицата. Едниот него видов со пушката ќе изгрчи пред мене кај отиде. И кога дојде бугарино ме прашува фину, како беше колега? Викам ги зедоја парите. Ќути вика оти ги зедоја вика парите. Оти вика наш колега пред 5 дена вика со кундак го мавнале тука и го отепаја вика за пари. А среќа вика тебе што ти ги најдоја вика парите, ти ги зедоја и заминале. Меѓу тим не сакав да застанам. Наш колега, не знам тачно кој ден и кој месец, беше пукано во него 72 метка. Сите гуми избушени и резервар и шофер шајбна скршена.
И во тој момент се помислив баш зрело малу, ако не доправ, што му фали на него да го откине рафалот, да ме утепа со колегата да погинеме двајцата. И за тоа сум застанал и меѓутим парите ги зедоја. Али претходно имав 7.500 марки, турски лири, пардон. И со колега му викам, имам пари настрана, што планирав да купам нешто во Истанбул, и со тие пари сме дошле до гаража. Кога дојдов у гаража, колеги некој вика, те си ги украл, те си ги делја со колегите, кому како паше така збори у гаража. А имаш икс случаеви на претходни колеги кои се нападнати, некоме украле бонови, некоме алишта, кому како? Никој не е крив, смо ми шофери, тоа е број 1. Тој смо учили школа, тоа е тешка работа, али многу сме подценети, видиш. И ми како шофери гураме што се мучиме овде за утовар, за истовар, тие работи, али код нас фирма не направља. Прво 6 дена чекам за робу у гаража, 3 дена за утор у Глоговац. И вика, најавим се уполнени, сигурно ќе стасаш овде. Ми цел ноќ возиме како будале, дојде овде, нигде на список не нема. Прво не знаеме, збориме се, не може да говориме што да му кажем, дали да товарим, дали да не е. Они од гаражата избрка, тамо не е важно овде нас, ми да се снаодимо, тешкоќи има опасне, никој не призна ништо. Дневница не е многу слаба. Само 40 марки, за 40 марки го ставимо многу, се вика 40 милиона, ама ми ги трошиме овде. Овде од 40 марки нема ни... Што е, какви два ручка, нема ништо е. Кока-кола. И ми као наша фирма, ово е наш, мак там да кажемо, и македонски фирми, не може да бидеме рентабилни овде на запад, затоа што не сме организирани. Словенец прави за 7 дена една тура, ми правимо за 15 до 20 дена тура. И никој не може да ни го клопимо, джаби не работа. Ми шофри ко бундожи, не можеме да го правимо овде работа ако не ме товариме. Што да, 7-5 дена овде. После като му гаража и зашто чекаше како лиса способан, а ти си неспособан, не може се качиш на воз. Уствари не е тој тачно. Ви гледате овде да ја могу се качим силно во воз ако некој не повикне. А да ме повикне во воз треба онеј шеф платен горе што седи, што прави инженер, економисти, што ја знам, комерцијални, он да ми среди на мене, да ја, и за овој телефон. Зашто вика, јави тамо вре 7 марки, вика. Он мене тражи, не да го тражи на директор од Немачка. И сега, ево е наш пример случај, најавен му 6 сати. Сега да се јавим на телефон дирекција треба да потроши 10 марки. Зашто потроши 10 марки, не ми ги призна. Боје ќе се им 5 дана овде, не ќе потроши 10 марки. Не ми ги призна. Зашто? Па како збореше, па како ој, па криво, па у пичку матер, па те оглуши кур. Само гледаш каќе ти му пенза откачи ми еби га. Дошло до задњу, кај дошло, нема тој. Сад не истовар идемо тамо. Јас се не смеем јавим, ќе стоварим, пример, ќе стоварим, каде стоварим, не може се јавим, зашто? Треба 10 марки потрошим. Оној ќе муца на телефон, нема га Виктор, вика, чекај момент. Оној вика, Виктор не е тука, чекај тречога, петога, оној си куца тамо, таке, 20 марки. Врнем се 10 марки, мене за 40 марки, па кој боја ќе обесим ги, си седим полачка овде, онде, па кад стигнем, еби. Да, има многу работа, че кod нас не организиран работа од предпријатија. И не може да бидеме ми рентабилни, никако. Словенец за 7 дена, ево Глоговац, товариме заедно, он товари у понеделник, ја у петак, он вчера синоќ отиде. И он други ден се врати, а ми уште на тамо гурамо. Да причне многу, ја причне на Блиски исток, готово, заврши тамо, тоа беше компликовано, покрива. Да. Многу неповерљиво, све не прави лопови, ја не знам што може да украдем, гуми ги дужи од број од прво до задњу. Што ќе украдем друго, бломба има, нанему јебе, нема ништо да украдем. Он у Шваба не ги губи по пари улицу, па ја ги наводи. Ако ми он не даде од фирма марки, кој ќе им даде? Никој. Има многу работа, најдем упадам, ќе кажем ки други еби га, толку 4 разреда од село. Оној писмен чита, камо ја не писмен еби га. Јас сум од Трансков одбител од фирмата, возам ладњача. Другарите ова што го велеа сега, стварно е точно за на Блиски Исток. И сега претежно ние на Блиски Исток патуваме само македонски фирми. И претежно од Јужна Србија, Србија Транс и други. Еве словенските фирми, тие веќе не одат таму, го знаат случајот каков е. Плячкат, тепат, барат, јадење се од сандуците, земват. И животот е многу тежок. Колегите рекоа за на Блиски Исток, јас што да расправам за тоа, не може, којте. Го сакам да кажам за тука, за Европа. Ние со кадилници, со хладњачи шириме овдека, возиме претежно прехранбена роба. И таа е многу покварена роба. Гледате сега, жешко е многу, сонце. Робата попушта, се прават штети големи. И ќе дојдеме тука, например, ќе чекаме 2-3 дена. А има случај,
најавени сте на Телекс, тој ќе ти сврли од таму и не те качва на возот. Ќе дојде некој од словенската фирма, ако не е ставен таму во Телексо, ќе го стави него и ќе го качи. Сега имаше еден случај, јас сега бев. Му реков оти на тој таму шпедитеро, оти овај и овај број, колата наша не е тука, да му баци мене, пошто носам свежи вишни. Тој ми фрла мене документите, не можам да се разберам никако. Вели Телекс да пушти фирмата, добро му вам ќе пушти Телекс фирмата и која ќе се качам, не ги крева раменот. А утре е петок. А ако не растоварам јас, например, утре, мене фаќа сабота, недела, дури понеделник. А тука седам јас, трети ден ми е ден. И за тоа сакам, не е средено, јас не знам овие словенските фирми како ја средва таа работа. Ќе дојде, например, сега, за половина сат на бродо се качва. Дали имат некои привилегии тие? Кога уствари на возот. Дали имат тие некои привилегии, не знам. Постем да плата многу слабост неплатени. Гледате, знаете како е скапо тие. Една конзерва кошта многу пари, а јас работам словенец од земва за еден месец, за 8-9 километри што работи, тој зема 1 милиарда плата. А јас за 8-9 километри мене плаќа фирмата 150-180 милиони. И колку има таа разлика од Словенија до Македонија. И тој работи и јас возам. А зошто? Во Германија марка е марка. Таму, колку ќе плати тој, толку треба и јас да плати. И има шофери во нашата фирма, што многу ќе одат под пензија, со невозможни мали пари одат под пензија. Живото е многу тежок, јас себе работам 12 години шпедиција како дете од малечко. Живото ми помина, младоста, децата ми пораснаја, едното има 8,5 години, другото има 2, јас не знам која ми порастат. Семено така, живото наш многу е тежок, а многу за малце пари работиме спрема хрватските и словенските фирми. Сите овие муки овде, како може да видите, се стварно неисплатливи муки за тие пари да се работат. Станал непоштени према сите. Кај да се пријавиш, ви кај вие шофери крадете, вие шофери зимате, вие зимате марки, вие зимате тоа. А вие сте тука со на себе, погледните, што може да се украде овде, што може да се земе повише него што ќе ти дадат они. Самите можете да го видите тоа, а ние тоа не можеме да докажеме никако. Постанавме, изгубивме поверење кај луѓето. Дали самата работа те тера да бидеш неплатен? Нема, те терали, нема ти, штом си неплатен, како можеш да бидеш поштен? Не можеш да бидеш поштен никако. И ако сакаш, видите, нема што да не бидеш непоштен тука. Едноставно, дојди, качи се вози за тие пари кои ги пријаме. Од овде до Дисбург и назад имаме околу 200 марки дневница, тоа е. Следот не 200 марки дневница. Тука може да се задржиш 10 дена, може да се задржиш 5 дена, па може и 12 дена. Најголемите буки сад кои ќе се вратиме назад за тоа. Тамо, ова сметка, признава она не, признава ова е, подпиши, она не, подпиши, ова нема печат, она нема печат. Зашто си разговарал на телефон, зашто имаш 10 марки трошкови. Проблемите настануваат у гаража кој ќе стигнеме после. Овде, како што гледате, наполни торбата конзерви, испукани, седни јади. Од некоја може ќе цркнеме некој ден, од некој конзерви, але ете така е овај живот. Ние пари немаме да седнеме за ресторан да јадеме. Ние не постои пари, ние немаме пари за ресторан. Ние тие конзерви, ако не ги земе, ние можеме да трпиме за јадење. Јас сам работам дома, 4 издржавам, од таа плата што е за модот. Ако остане и таа марка нешто да изтрпам овде, да можам да донесам на луѓето дома да живеат. Тоа е. Иначе овде еден мизерен живот, еден подцената работа што нема каде. Овој живот шоферски беше добар. Не можеме сите да речеме дека е црн. Имаш убави денови, кога бевме млади, ама. Убави денови, све можеше правиле, и се пијанчевне, и кафани, и женски, и певачици, све беа наши некојаш. Меѓутим, времето се работи против нас. Времето си работи против нас. Меѓутим, она што се збори, тоа е мала вистина. Тоа сите не може да биде тоа, она што се пише, курвари. Овде од овие луѓе овде ретко кој ќе најдеш курвар. Курвари нема ни куќа ни куќиште, тие така скитаат по кафани. Меѓутим, овие сите си имаат и куќа, и дечиња, и напредна фамилија, сите. Така да од тие зборувања нема ништо. Тоа се тлуки вода, тие зборувања. Не може да поречем дека не било. Било и тоа, меѓутим, од давно времења, тие поминале тие времења више. Денешново време не налага тоа. Прво, пари
da u kafana nema. Da u kafana može samo da vlezeš jedno kafe, da se napiješ i da te nema ni izvrata. Toliko se parite za ovo vreme. Evo, ovo će zajedno se raditi. Imaju bavina. Mi smo vidjeli kada što smo otišli nije, ima ljudi koji ne može da ga stanovati. Međutim, sve stanovne samo su viduvanje, ništa drugo. Samo su viduvanje sve stanovne. Na primjer, da pojedeš u Stuttgart, u Nürnberg, da pojedeš u Düsseldorf, to je doživljavanje za svekoga. Za nas je to doživljavanje jedinstvena uteka. Što može da kažemo utre, da kad smo bili tamo i tamo, možemo. A što smo napravili tamo i tamo, on ne videl nas, a ne nije nego. Smo pominjali niz nego. Gdje sad ti je ravoti? Najteško to što ne mači ovdje kao sve je po živci, sve je po napad, sve živčano ideš. Nemaš nigde mir, ne ti je sredena rabota do tuka. Naprimjer, ja sam imam 27 godini, na ovaj put, djecata, ne sam ih vaspitao, što ne sam bil doma. Sam skapao 27 godina sve putem, ne sam ih vaspitao kako treba. Postanali na majkama toliko mogla da ih vaspitao. Tako reći mi smo kako nevaspitani djeca imamo. Ne možeš da bez tatko dete ne može da bude vaspitano nikako. A ja sam u tije 27 godini, ne mi se zbira jedna godina da sam bil postojano doma u cijeli tije 25 godina. I kako će biti? To je. Naša ta rabota, naš zanat je težak zanat, ali mi nemamo kada, to je. To smo završili i to će ide do kraja. A nam pomladive nava neka misle to ni što će prava i što će izaberat. Ako im je sladok ovaj lepi ovija konzervi, neka povelat. I za ovija pari što gi raboti mi nije. Глобова се испратија, 21. добиме налог за да товариме за Дисбург. Наредено ни беше да во четврток, на 26. Четврток, 26. да бидеме у град, да се товариме на вагон са Бајлината во 6 сатот и да заминиме за Регенсбург. Нашите партнери се враќаат по 2 тури, ние уште натаму одиме. Ќе дојдеме тука, ќе седиме како деца без мајка. Тој ќе си дојде, словенецот ќе си појде. Ние ќе чекаме, ако нема некој словенец, се качиме на воз. Ако има, ние понатак се стануеме тука да седиме. Ние си останаме идале и останаме до овај час. И не се знае и за утре дали ние ќе се товариме или не. Колку дена овдека ќе? Па вчера и денеска, 2 дена. И не се знае кој ден ние ќе се товариме на воз и да идеме на истовар. Колку камиона се? 11 камиона сме моментално сега тука. А уште колку ќе дојдат ноќеска и утре, ние не знаеме уште до кога ќе биде вака. Ако биде вкусно, а биде мал право. Само onako. Ovo je slika bez tog. Bez tog doma. Право ти тој микрофон? Ne. Znači, švoljerka mu je rad kad se naljuti. Ovako će biti na prizjači u dve snimami, denta djenca žive.
Kaže Bulajevo prvo kako mu plakao. Kaži mi ne piše. Ratka Bulajevo prvo mu plakao. Kada ne znaš to je prvi sterela, čeka svinja. Anja sve mu izgleda. Ne vidi tamo, nego otvara uzao Zora. Anja, ne bude taj Marka. Anja jebeš ti taj Marka jebe. Zora je nema Mara pare, čovjek. Ova zubana u... Ja, gdje ste Marka? Стануваме порано на Сабале, возиме по 400-500 км. Од еден тир паркинг плас ќе станеме, на вториот ќе доручкуваме. И доручук и ручук можам да кажам тоа е. Jer u 5 sata ako staneme do 9-10 dok spremame doručak 11 ќе не фати, па и ручак и доручак на третиот паркинг плас. Есено време и зимно време, ако е тука не можеме више далje. А ако е па лошо невреме, со снег, иако не е чистен патот доволно, ние тадори зимно време проваѓаме па и 200 км до 300 км дневно. Мал ден е, нечистено, густ саобраќај, препречени возила. Тешко е, тадори и од денот еднаш ако јадеме. За мене камионот ми значи еден дел од животот и втора куќа живот на точкови. Тука спијам, тука јадам, а летно време имаме сега сандуци на приколката, па така да можеме да искочиме на паркинг плас да паркираме, да доручкуваме, не е ладно. А зимно време и дош ако врне и снег, нема кај да јадеме. Затоа, јас со мојата фамилија сум дома у месец дена, може и 5 дена, може и 3 дена, може и 10 дена, зависи све до мојата комерција, до мојата работна организација. Зависи до аутото, пошто тоа е возел 110-ка, постарак возило беше, така малку сервис имав повише. 80-та година исто земав нова 111-ка, така да немав проблеми околу тие оправки. Малите кварови можам да кажам и на самиот напад сум ги оправал. Не сум доводил до некои крупни дефеци по патишта, пошто ново возило беше. Ако јас правам тешка оправка, диференцијалскаш, полосовина, или не дај Бог се тумбам негде, направам судар, тие трошкови, што се работи во мојата работна организација, во работилница, пошто ние сме и заступни сервис на Шведска во Југославија за Сканија, ние сите трошкови ни се одбиваат на личен доход нас. На автопатите, до сега во мој живот, овие 5-16 години, па можам да кажам 10 години ја крстарев, само Азија. Па некој пут у месецот и 2 тури ми паѓало. Не само одевме преку Турска, одевме и преку Волос, Грчка на брод, преку Сирија. На автопатот, од преголеми умори, да земеме летни период, кога се враќаат нашите соработници, како нашите граѓани од Југославија, кои работат по Франција, по Италија, по Швајцарија, по Германија, по Белгија, по Холандија, така спијат на волан. И една радост им е удрено во срцето, чим влезат во својата граница и во својата држава, проваѓаат, слобода добиваат. Тие се Мерцедеси, јаки возила, Фордови, Опели, се тоа. Постои кусур кубик и он не гледа дали ја идам или не идам, он се руши. Или мене ме руши, или него. Тадори големи има и судари, тумбања, удеси, па има и жртви. Тука можам да чекам да кажам и на нашиот автопат порано,
Ниш Белград имаше најголеми удеси. Можеме да кажам, чекаме по 3-4-5 сата док се тоа рачисти удесот. Колите само да се тргнат, а за луѓето више не знаеме што е со нив. Та дори ние одевме, помагавме. Ако сме у близина, мора да помагаме, мора да тегнеме со возилата, да ги стегнеме колите, jer тоа удес е удар со преку 100 км на саат воземе. Таков удар, јак одјак има. Тој јако е Мерцедес светско возило, али пак и тоа е од Лим. Здраво, Димановски. Значи стигли сте? Аха. И све у реду? Успут никакви проблема нема. Добро, значи истоварени сте. Сега види вака да ти кажем. Значи, пошто сте слободни, у понеделник са вајле, у Нидеркасел имате утовар, ДМТ Зохис. Да, у Нидеркасел. Да. Има телекс, односно телефакс има пуштено у Нидеркасел. Со регистарски броеви све. Да? Да, и од тука назад у Регинсбург на воз. Добро. Друго нешто да има проблем? Аха. Значи све е во ред. Добро. Ајде, све неубаво, пријатно, среден пат. Пријатно. Сега со новите закони и со нашата работна организација што работиме на запад, лично зборувам дека од 30 возила до 40 Мактранс е склонето на тој запад и така да и еден возач и двајца да се, они прават за 7 до 8 дена тура. Меѓутим, во Германија законот е многу тежок, не само за мене југословен, туку и за германски шофер. Да 4 сата мора да вози, после 4 сата мора пауза да прави, па 4 сата да вози, 8 сата и да одмара 8 сата. Ако тоа не го направиш во Германија, таму се казнати, зависи како ќе налетаме и на расположение, и на расположение на сообраќајната милиција, кои од 500 до 1000 марки се казните, пошто имаме тафографски ленти во возилото, така да секој минут од саатот нас ни се отцртава кај сме биле и што сме биле.
Прелогот не е лесен занает, али со време. Тоа е една више навика. Па Бога ми у гаража кој ќе дојдеме, ако нема 3-4 дена роба, кој више не можеме, прашуваме што е со нас, зашто нема роба. Па као кучиња цел ден стоиме, чекаме налог, дали ќе звони телефонот, дали било за Европа или Азија, не е битно, да товарим и да бегаме. Не е тоа баш све едно. Од фамилијата сум оден, на жената све остануваат и мушки и женски работи. Повише она со детето. Ја како идам на пат и како се враќам, се разлика гледам. И некој пути сакам пажна да ставам, да идам и до парк, немам време да отидам. Али некој пут има и време да се прошетам с фамилијата. Расте, не го осеќавам. Само вика тате, кога ќе дојдеш, од кај ќе се јавиш. Се јавува, кога одем од Багдад, толку од Багдад, не од Турски имавме телефони, се јавувавме, сега од Германија се јавуваме. И тога се скупи. Скупи е таму, али ипак да се јавиш. Да видиш како е, осутен сум 7-8 дена, вечно човек нервоза фаќа, за 3-4 дена, не можеш да знаеш како е, што знаеш, све можеш да се деси у фамилијата. Не да Бог може некој да мислат да сум направил. Све и свашта се дешава, или гума пукнала, па еден ден сум се задржал. Те док одвиеш трав, деко ова, то оно. Така да, со овој волан, не можам се да кажам лошо, земено објективно, за мојот живот, купив стан, ипак со тој волан сум го спечалил, колку лошо, толку и јарно било. Живко, сега товариме у Нидеркасел. Дојдовме до ова бензинска пумпа пред Касел, земавме гориво, сега ќе доручкуваме, одиме на Касел на 61 број, до Регенсбург на 6-ка, на тројка и у Регенсбург. Ако имаме време вечер, ќе се качиме на возот. Ноќеска ќе патуваме утре у град сме. Ја минеме граница и доке Загреб, Белград и Славонски Брод негде ќе спиеме. Ја мислам добро ќе биде ако фатиме возот. Повише не можеме. Добро. Во мојот живот, да сум сакал да отидам, не би можел да отидам. Ни за Бугарија, ни за Турска, ни за Багдад, ни за Текеран, ни за Кувајт, ни Германија, ни Белгија. Едино тоа е во мојот живот. Што сум вишел држави, запознаваш друг свет, можам да речам, не како кај нас. Други светови, други обичаи. Па ипак сега и во Германија горе кога одиме, малку јазикот го знам, колку толку више се снаоѓам, не ми е тешко околу фирмите да прашам, полесно ми е, околу тие фризикером карти плачаме таму, штоер карти, патарини, карта за воз. Стегнав и пријателство нешто во Германија, па и во Белгија се запознаваме во фирмите, ипак малку и чим јазик знаеш, ипак нешто малку по-друго ќе направиш муавет, нешто ќе дознаеш. Да бидам објективен некои работи, кога би се прашал, поново би се родил, и кога би прашал некој шо би работел, пак би се нафатил возаш да работам. Нешто го знам за наетот, да е тежок, али више сум навикнат. Воланот сум го сакал и ќе го сакам док сум жив.